Ајде, добро вечер. Почнуваме да се вклучуваме полека. Ајде, ќе почекаме. Добро вечер. Добре дојдовте на овој лайв, каде ќе зборуваме за материјализацијата, како ја сваќаме материјализацијата, што е за нас материјализација и така натаму. Ќе направиме некои сличности, разлики помеѓу материјализацијата на материјалното и што е тоа што ни се случува во овој материјален свет. Дали ние се губиме или едноставно функционираме феноменално, материјализирајќи во овој дел. Дали сме со нас, дали навистина сме ние, правејќи нешто како што е материјално добро, или се губиме попатно за да направиме некоја материјализација. И затоа овој поим материјализација е малку двосмислен. Во смисол материјализација како нешто материјално, кога ќе видиме некој па ќе речеме уф, види го овој материјалист, или пак материјализација кога сакаме да оствариме нешто и да манифестираме нешто. Така што интересен е нашиот јазик, бидејќи има доста синоними и зависи како ние го сваќаме значењето на материјализацијата. Ќе проговориме нешто и околу тоа. А воедно и дали трката по нешто материјално како добивка не оддалечува од самите нас. И затоа беше поставено прашањето на кое што вие одговаравте. Тоа беше една анкета. И ајде да се вклучат и останатите. Добро вечер, Ана, добро вечер, Светлана. Ајде да почекаме уште малку да се вклучат, како би можеле нели да споделиме нешто што е корисно за сите нас и може би сакаат да слушнат нешто ново. Воедно би сакала да поставувате и прашања, бидејќи прашањата се тие поради кои јас се вклучувам во лайв. На тој начин создаваме една интеракција, една заемна доверба, добро вечер, значи на која што се базира нашиот однос и моето вклучување. Навистина би сакала да имате полза од сето ова, затоа што го вложувам првенствено и јас своето време за вас, а и вие го вложувате сопственото време, за да можете да слушнете нешто што ве интересира, нешто што може би го знаете, само ќе ви го освежи сеќавањето и нешто што е пак ново и ќе дознаете на поинаков начин како сето тоа да го имплементирате во вашето секојдневие. Беше поставено прашање каде најмногу се губиш во трката за повеќе. Повеќе што? Најверојатно повеќе материјална добивка. И тука најчесто се губиме себе, бидејќи се заробуваме во просторот, во времето, во телото, во односите со луѓето и во оваа наша стварност. Зошто тоа го велам? Затоа што кога настанува материјализацијата, ние всушност се подпираме на се што е материјално. И материјалното го спојуваме со материјалното што не обкружува. Тоа се луѓето околу нас, тоа се средствата околу нас, тоа се односите меѓу луѓето, работното место. Значи, се нешто што е материјално. И кога сме во материјалниот свет, тогаш одиме на причина и последица. И кога почнуваме да гледаме на причина и последица, тогаш почнува да биде активен нашиот ум. Во смисол, што ако? Што ако нешто биде? Што ако ова го направам? Што ако се случи тоа? И на тој начин, на свесно или несвесно ниво, си го повикуваме стресот како еден наш сопатник во тој материјален свет. Некои може би бараат друго работно место, некои може би бараат дополнителна работа, некои може би се ангажираат многу повеќе мислејќи дека со тоа ќе стекнат уште повеќе материјално богатство,
ако го сметате тоа за вашата материализација, и на тој начин некаде попатно се губиме. Што за да не дојде до тоа? Треба да застанеме. Треба да научиме да застанеме и да се запрашаме оноа прашање што секогаш јас го поставувам и го сугерирам да си го поставите, зошто ми е тоа важно. Што добивам, што губам? Дали ова што го сакам и што сакам да го остварам е дел од тоа што сум јас и што е мојата мисија тука и целта која што сакам да ја остварам. И интересно е кога се целите во прашање дали откако ја остварувате вашата цел, што правите по тоа? Дали сте задоволни со тоа што сте ја оствариле вашата цел? Или повторно не сте со нешто задоволни? Повторно гледате нешто дека ви недостасува. Може би и ќе бидете задоволни ден, 2, 3, 5, месец дена, но потоа повторно се јавува некое незадоволство. А зошто е тоа така кога веќе сте изматериализирале тоа што сте го сакале? Во случајов дали е тоа навистина што сакам јас? И најчестите одговори кои беа е тоа дека се губите себе во трката за повеќе во делот на работата. Тоа е тој дел што ви го кажав и пред малку, мислејќи дека со повеќе труд, со повеќе заложба, со повеќе ангажман ќе постигнете повеќе, а дали е тоа така? Постигнувате може би повеќе, но што? Дали постигнувате повеќе материјално изобилство, дали постигнувате повеќе напор, постигнувате повеќе ангажман и повеќе премор. Што постигнувате повеќе, што материјализирате повеќе. Затоа многу е она што е корисно за нас е да застанеме и да се одмориме. Да стиснеме пауза и едноставно да изматеријализираме сушност одмор. Одморот не е нешто што треба да ни биде грижа на совест, дека не работиме ништо, и ако не работиме ништо, ние не се ангажираме, и ако ние не се ангажираме, тоа значи дека ништо не можеме да материјализираме и да добиеме. Напротив, во делот на одморот спаѓа стивнување на сиот тој бран на ангажмани, слегнување и стивнување на тие активности кои не носат можеби немир и средување, сосредоточување и буквално на организирање на сето тоа што понатаму следува како наша активност. На тој начин можеме да материјализираме буквално се што ќе помислиме. Кога едноставно ќе застанеме и ќе бидеме во согласност со самите себе. Значи, да не се изгубиме себе. Да бидеме секогаш блиски до себе. Оноа што јас во моментот гледаме, дали има прашања, а за сега нема ниту едно прашање, што значи дека добро стоите со тоа како да се снајдете за да материјализирате нешто во овој материјален свет. Доколку имате прашања, поведете, поставете ги, како би можела да ви одговорам. Што е најважно? Најважно е, значи, да бидеме во конгруентност со самите себе, односно, што значи тоа? Тоа значи да бидеме усогласени со тоа што го правиме. Значи, нашите потреби, нашите желби, нашите цели да бидат секогаш во согласност со самите нас. Дури и кога сме во трка за материјализација, дури и кога сме во трка да оствариме нешто,
треба да се издвоиме барем 10 минути минимум во текот на денот, каде ќе си посветиме внимание самите на себе. И на крајот од денот ние не сме само, не функционираме само во 3D светот, кој што е само време, простор, нашето тело, туку сме и нешто повеќе. Така што осврнете се кон себе и видете зошто ви е важно тоа што го правите. Па дури и да е на работно место, па дури и да се бараат многу ангажмани од вас, сепак застанете и размислете кому му е тоа важно. Повели да поставите прашања, како би можела да ви одговорам, доколку се разбира ги имате. Што е тоа што ве мотивираше да одговорите дека вашата работа е таа која што најмногу ве троши? На кој начин ве троши вашата работа? Дали ви одзема време? Дали, не знам, ви одзема дел од вашите активности кои што би сакале да ги извршувате доколку не би го работеле тоа, доколку би имале време. Оноа што е најинтересно е оној изговор фамозен, ја што велам изговор или на некој начин бегање или давање оправдување од тоа, од типот немам време. Немам време. Времето е релативно. Знаете дека времето ние го организираме, времето како го организираме, така што секогаш прво ги работиме работите што ни се итни и битни, а потоа ги работиме работите кои што ни се, да речеме, битни, а не ни се толку итни. А тоа што не ни е битно и не ни е итно, едноставно го отфрламе, а тоа што е битно, а не ни е итно, може да почека. Така што секогаш бидете во баланс со сето тоа што го работите, како би можеле да не се исцрпите и да имате време, да создадете време. На крајот од денот ние сме тие кои го делегираме сопственото време. Така што изговорот или оправдувањето немам време секогаш паѓа во вода. Оноа што е исто така важно е колку време, да си поставите прашање, колку време во текот на денот си посветувам само и само на себе и за себе. И видете тука каде сте со времето кое си го посветувате на себе и само за себе. Затоа што многу често во материјалниот свет ние го бараме од другите оноа што нам ни недостасува со себе. И така ние ќе почнеме да бараме да не почитуваат другите, да ги критикуваме другите како не почитуваат нас, да критикуваме како не сме вреднувани доволно, или може би сме слабо платени, значи не вреднуваат во материјална смисла. И секоја комуникација и секој однос што го бараме од другите, свртете го само курсорот кон себе и запрашајте се. Колку јас се почитувам себе? Колку јас се вреднувам себе? Не го почитуваат моето време? Океј, колку јас го почитувам моето време за себе. Значи, секој проблем што го гледате во материјалниот свет е само рефлексија на тоа што го доживувате внатре во односот вие со себе.
Така што ако ми недостасува внимание од другите, колку внимание си посветувам на себе. Така што, ете, овие се некои работи кои што влијаат на тоа што го гледаме во материјалниот свет кој не обкружува. Едно прашање. Светле ти благодарам. Јас, откако почнав да си посветувам по минимум 2 часа во денот, секоја чест, супер, за себе, се променија многу работи на подобро. И така е. Да, и тоа е феноменално, и 2 часа се супер, ако не можете да ги ставите во, да ги ставите во еден збир, во еден период од денот 2 часа, можете да си посветите наутро, да речеме, половина час, па потоа да си посветите, не знам, уште половина час, тоа ви е 1 час, па потоа уште половина час во текот после пладне, за предвечерието да си го посветите буквално со некоја опуштачка, не знам, или медитација, или некоја визуализација, или програма која што ќе ја гледате, некој курс, некоја едукација која што ви исполнува. Значи, тоа е фантастично нешто. Што да прави човек во ситуација кога можете самите, кога нозете самите му се враќаат, кога треба да оди на работа, а оди само поради факт да не може да си приушти да се откаже. Супер е прашањево и благодарам за прашањето. Ова е псевдоним, претпоставувам, бидејќи змеј некој е. Супер благодарам. Кога го читам е многу едноставно да ви го одговорам, затоа што нагласувам секогаш дека ние не сме дрво и можеме секогаш да се поместиме. Така што, оно што ќе ве прашам е, прво, од што се враќаат нозете сами, што е тоа што ве држи на тоа работно место? Тоа е второ прашање, кое би сакала да си го одговорите, затоа што одговорите се секогаш во вас. И трето е тоа што ќе ви поставам прашање, што е тоа што би сакале да го работите, кога би биле 100% сигурни дека ќе успеете во таа работа. За да дојдете до заклучок дали е факт дека таа работа што ја работите е единствена на светот. Само ако ги запишавте прашањата, одговорите си ги прашањата и додека еве траеме во лајвот можете да напишете дали имате некое сознание. Така што секој одговор се наоѓа и се крие во самите нас. Сето она што јас можам да ви го кажам е општо и не мора да значи за секого. Така што секој откако ќе добие некаков одговор или некоја констатација, некоја теза, проверете ја. Што значи тоа? Искуствено проверете ја, поминете низ искуство и експериментирајте, тестирајте дали е тоа навистина така. Не можам да кажам за некој што е некаде, што да постапи, затоа што не можам да кажам што чувствувате. Затоа ви поставувам прашања, за да одговорите и да дојдете до вашето решение. Всушност, тоа е и поентата на коучингот. Ете, ако нешто помогнав, повелете, одговорете, супер би било за да бидеме во интеракција. Слободно поставувајте прашања, било кое прашање, нели ако е конкретно,
ќе ве поттикнам да размислите за да го најдете своето решение. Уште ни се приклучуваат, уште ни се придружуваат, ме радува сето тоа, благодарам што сте тука со нас. И ова е навистина интересна и неисцрпна тема за материализацијата. Од друга страна пак, светот во кој живееме е материјален. И сето оно што го доживуваме околу нас е одраз, како што кажав, на материјалната природа во која што сме, со тоа што будно треба да следиме, што бараме, како што напоменав претходно, од средината, од луѓето кои не обкружуваат, дали тоа е барање од самите нас за нас. И најчесто е тоа така. Кога бараме повеќе материјална, да речеме, добивка за нешто, внимавајте, може да се случи да навистина се ангажирате, а при тоа да осудувате луѓе кои што се, условно кажано, материјалисти. И ќе кажете, види го тој само материјалиста, само интереси некакви и така натаму и така натаму. Од друга страна пак барате повеќе да имате приход или извор на некакво богатство, изобилие или не знам како веќе не го нарекуваат. И пазете, од една страна го негирате нештото што е материјално, затоа што оној кој има е материјалист и гледа сето тоа да го уновчи некако, нели тоа е од една страна, а од друга страна пак вие тоа го барате. Па знаете како, не може да ви дојде нешто ако осудувате. Затоа секоја осуда, секоја етикета која што ја изразуваме, треба да биде буквално внимателно проследена и свесно детектирана кога ќе ја искажеме или кога ќе ја помислиме. Затоа што мислата е многу моќна. Мислата е таа, знаете како никогаш не се случува да па јас не го кажав тоа, ништо, само го помислив, не му го кажав, не реков ништо, да, не рече ништо, тоа е факт, меѓутоа факт е и дека го помисли. А мислата е таа која што создава. Така што треба буквално да бидеме внимателни и свесно да ги следиме мислите кои ни доаѓаат, особено кога етикетираме некого и кога осудуваме нешто. Затоа што ако осудуваме некој кој има, не можеме да очекуваме дека ние ќе имаме. Затоа што нашата подсвест, ако сакате, го негира тоа што е материјално богатство. На кој начин? На тој начин што материјалното богатство е нешто што го расипува човекот, затоа што тој не чини, затоа што е материјалиста. И кога нашата подсвест го негира тоа, нашата подсвест е поврзана со нашето тело, по автоматизам ние не сме конгруентни. Ние не сме во согласно со тоа што го бараме и со тоа што го сакаме. Затоа што нашето тело се бунтува. И затоа велиме, некогаш и афирмациите дури, може да си афирмирате колку сакате, но доколку ние носиме уверување дека тоа не е добро и дека луѓето кои што се богати, кои што се материјалисти, условно кажано, материјалисти го земам сега како етикета лоша, која што се сваќа така по системот, на тој начин ние се бунтуваме против тоа на несвесно ниво и ние до утре да си афирмираме дека сме вакви, дека сме такви, богатство и материјализација на нештата, нема да се остварат, бидејќи не сме во согласно со нашето уверување кое го носиме од претходно. И со нашата навика на размислување. И сето тоа се менува. Се менува кога, откако или од кога ќе го освестиме тој момент, тој миг. И секој миг кога ќе го
проговориме, кога ќе изустиме такво нешто или кога ќе се фатиме себе во мисла дека размислуваме негативно за човек или за ситуација или не знам за околности кои што се од материјално богатство или не знам материјална корист, материјална добровит, односно добивка, тогаш треба свесно да ја видиме таа мисла, тој збор и да ја преформулираме. Дури тогаш, кога ќе престанеме со етикетите и осудувањето на другите кои не обкружуваат и на ситуациите кои ни се случуваат, дури тогаш ќе можеме да менуваме првенствено кај себе, за да можеме да го видиме тоа во материјалниот свет. Значи, се поаѓа од оноа што е во нас. И еве имаме прашање или констатација. Благодарам Васко, материјалното богатство е релативна работа. Точно, ти благодарам. Кога ќе го изгубиме, залудно го бараме. Па знаете како, се губи, се добива, се што се стекнува, му поминува и рокот, се што е материјално има свој рок на траење, така што единствено нешто што е вечно е нашата душа. Или, ако сакате, нашата свесност. Единствено што ме држи на таа работа е материјален ти благодарам. Материјален момент плата. Не е ова единствена работа што би можела да ја работам и се прашувам дали да се осмелам и да си дадам шанса да пробам нешто ново. Многу ти благодарам за увидите до кои што дојде со овие 3 прашања што ти ги поставив. Многу ми е мило за одговорот што ти дојде и ајде запрашај се дали е ова единствената работа, сама велиш не е, и тоа е прекрасно што си дојде до таков одговор. И сега кога се прашуваш дали да се осмелам и да си дадам шанса да пробам нешто ново, кој е твојот првичен одговор што доаѓа, те молам веднаш напиши го. Би била навистина среќна, радосна. Првично, без да размислуваш, кој е твојот првичен одговор. Значи, еве сега јас, ти си мојот коуч, јас сум твојот терапевт, доаѓаш кај мене и јас ти го поставувам ова прашање. Дали да се осмелам и дали да си дадам шанса да пробам нешто ново? Што би ми одговорила како мој терапевт? Да, ти благодарам. Заблагодари си се на себе до одговорот што си дојде. И ова беше, еве, коучинг во живо. Супер, ти благодарам. Така што, еве, материјализацијата и те поддржувам и одем, те чекам веднаш со акцијата која ќе ја превземеш уште од вечерва, ако сакаш, да си најдеш што е тоа што тебе те исполнува и која работа е таа што сакаш да ја работиш, во која ќе се реализираш 100% од себе. Значи, еве, супер е што најде нова можност и нова солуција. Поддршка имаш од целава група што сме тука, максимална, така што и во наредниот лайв супер вклучи се да видиме што си материјализирала до тогаш. И знаете како, и материјализацијата е всушност манифестација. И кога ќе спомнете материјализација како манифестација, уау, па ја гледаме добрата страна на нештата. И знаете како, и ние си ја спречуваме таа манифестација, односно материјализација, имајќи ги негативните уверувања кон материјализацијата. Во неа, до се додека гледаме нешто негативно, не може да очекуваме и манифестација на нешто позитивно. Оноа што ќе биде, вау, дајте да го смениме малку, само малку да смениме перцепцијата и ве видовте што се случува кога малку само ќе ја смениме перцепцијата. Добиваме сосема еден друг момент. А како тоа ќе го направиме? Како што ви кажав и претходно.
Бидете свесни наблюдувачи на вашите мисли. Значи, тоа е нешто што го подучувам јас на моите едукации, тоа е нешто што на вистина е многу корисно за секој од нас, а тоа е кога ние ќе се одвоиме од нашиот идентитет и кога ќе ги наблюдуваме работите онака како чиста свесност. Како некој од озгора, како марсовец некој кога ги наблюдува работите, како некој мудрец што еве нешто му се случува, сега нешто и се случува на оваа Ирена, тука си држи лајф некој, тука поставуваат прашања и си кажува нешто и буквално ќе се слушам себе што зборувам при тоа и ќе се гледам себе од една поинаква перспектива. Кога ќе се одвојам од собствениот идентитет, тогаш можам да ја наблюдувам објективната реалност. За да можам да ја креирам стварноста, реалноста која јас ја посакувам. На кој начин? Штом гледам дека или слушам, или чувствувам дека нешто не е во согласност со мене, кажувам нешто што не е окей, го менувам тоа веднаш. Зошто? Затоа што не сакам да ја живеам да го живеам предвидливото минато, што ми е веќе познато. Туку сакам да живеам една нова иднина која е сосема окей за мене. И ќе ја материализирам така што ќе ги синхронизирам сите навики, мисли, моето секојдневие во согласност со тоа што сакам да го видам во мојата материјална стварност. Имаше тука едно прашање. Благодарам. Светле, добро, констатација е. Да, поддршка, еве, поддршка и од Светле за Драгон, кој да беше под псевдонимот, за новата работа на која што донесе одлука и направи вистински избор. Која ние имаме избори. Се што ни се случува во нашето секојдневие не е фиксирано, не е факт. Факт е дека ние имаме избор. И во секој момент имаме избор. Значи, дури и ова вклучување во овој лајф е избор ваш, избор мој. Јас можев да кажам дека и нема да се вклучам во овој лајф. И знаете што? Ќе добиев друга реалност, друга материјална стварност. Ќе се случеше сосема нешто друго. Значи, ние имаме избор во секоја секвенца од сегашниот миг. И ние ги носиме одлуките и секогаш можеме да ги менуваме нашите избори. Значи, затоа велам, никој од нас не е дрво, може секогаш да се помести. Изборот кој ќе го направиме ни носи секогаш различна реалност, различна материјална реалност. И се зависи од тоа каков избор ќе донесеме и каква одлука ќе донесеме во мигот кај што сме. Ако постапуваме од страв, секогаш ќе донесеме таква одлука која ќе не фиксира и која што ќе не направи буквално онака ставени во една мала точка. Да не ја видиме широката слика. Најчесто кога постапуваме од страв, од фиксација, самиот збор ви кажува, фиксираш, ти се фиксираш за едно место, една точка и ти викаш тоа е факт. Не, тоа не е факт. Тоа не е факт. Тоа е буквално мојот фокус, едната точка, фиксација. Што е таа една точка? Мојата фиксација, таму ми е фокусот, таму ми е и енергијата. Фактички јас се губам себе за нешто што е само еден мал дел од реалноста која што е избори. Се се избори. И кога постапуваме од тоа што
чувствуваме и при тоа што е тоа како вршиме избор, кога јас се чувствувам окей во однос на тоа, без прашањата, значи свесно наблюдувам, без тие прашања што ако, кога би, што би, да имам план Б. Тоа е феноменално. Тоа не држи секогаш во стравот. Тоа да знаете. Планот Б, кога материализирате нешто, кога нешто правите, планирате, било да е околу работа, било да е околу што друго, планот Б е најчесто планирање од тоа јас да бидам секогаш спремна на нешто, ако ова не биде. Што укажува? Тоа уште повеќе ја намалува вашата, ве фиксира уште повеќе, го намалува уште повеќе вашиот фокус и ве носи во уште поголем страв за создавање на материјални нешта. Зошто? Затоа што кога сме фокусирани со намера дека, па добро, и ако се случи најлошото, јас да бидам подготвена, па ако не се случи, фино, баш ќе се израдувам. А на тој начин забораваме при тоа дека ние живееме додека тоа се случило, не се случило во интерпретација на приказна која не постои, го губиме сегашниот миг и сме во постојан стрес и страв. Никаде не сме во љубов. И кога имаме плана и секогаш резервен план Б, што ако, планот А тргнете го, фрлете го во водата и никогаш нема да ви се случи. Секогаш ќе се случи планот Б. Така што, кога планирате, кога правите, кога материализирате, имајте само една работа на ум и фокусирајте се само на таа работа. При тоа, гледајќи ги сите можности кои ви се нудат, сите избори кои ги имате во тој миг. Ако имате план, останете на тој план. Ако тој план ви носи добро, како знаеме дали ни носи добро? Па ако сме ние во окей сами со себе, како знаеме дека сме окей сами со себе? Па немаме страв, немаме што ако, туку се чувствуваме во една, колку ни е убаво кога ќе помислиме на нешто. И тогаш најчесто, знаеме дека тоа е нашиот вистински избор, кој 100% ќе се материализира. Кога се врзуваме во простор и во време, се врзуваме тогаш кога ќе се донесеме во одреден рок. Рокот не врзува и најчесто тогаш чувствуваме притисок. А притисокот е само последица на стравот. И затоа, значи, не се врзувајте за време, важно е да го остварите тоа што го сакате. Сето попадно ќе си дојде. Значи, само си доаѓа кога вие сте фокусирани на вашата цел, односно на тоа што вистински го сакате. И повелете дали има прашања. Ова беше супер, навистина беа малку, беше лайф со коучинг пропратен и оноа што е најважно за крај, доколку нема прашања, јас само би ви кажала да си посветите време на себе и за себе, без разлика колку и да се бара од вас, итно нешто да се случи, нема ништо поитно од вас самите, нема ништо побитно од вас самите, затоа што и да треба да завршите. Најважно е да бидете во добра состојба за да можете да го завршите онака како што треба да го завршите. Затоа што, значи, добро. Затоа што ние и да се доведеме во состојба да завршиме нешто во одреден рок, со дедлайн и да го материализираме тоа, нели, на време, после, откако ќе ја завршите работата, вие сте биле под голем стрес додека сте ја вршеле таа работа. Имало огромна количина на адреналин, огромна количина на кортизол, на хормони кои што во тој даден момент не држале будни за да ја завршиме работата, што после, а сето тоа предизвикува стрес,
то после завршување на таа работа ќе дојдете во едно затишје, каде што на одмор, нели, каде што телото се опушта и потоа се чудиме од каде настинка, од каде нешто ќе ни се случи, преголем замор и така натаму. Тоа е затоа што попатно, вршејќи ја таа работа за некаква материализација, не сме се слушале себе, не сме го слушале нашето тело, воопшто сме се изгубиле на тој пат и затоа после тоа ни следува, значи, постстресен период, односно период кога го, ајде на некој начин, го боледуваме делот кој што, каде што не сме се слушале. И затоа е многу, многу важно да си дозволите одмор, одмор без грижа на совест, одмор без обвинување на себе, одмор кој што ќе ви овозможи да се вратите кон себе и буквално да си бидете поддршка на самите себе, за да извршите било која работа, дали е тоа на работно место, дали е тоа, не знам, во домот и така натаму. Што значи време за себе? Аха, благодарам на прашањето. Што ме прашувате, што значи време за себе? Ова може би грешам, поправете ме. Ова мене лично ми укажува на тоа дека за се имате време, ама немате за себе. Како што имаме време за работа, како што имаме време од до на работно место, како што имаме време за спиење, така и имаме време за себе. Каде што ќе се посветиме на самите нас. А тоа, ти благодарам, Кате, значи, да бидам сама со себе, да се слушнам себе, да се запрашам себе како сум, да го слушнам своето тело, да прочитам некоја можеби убава книга, да слушам музика, да создавам моменти кои ќе ме поттикнат во текот на денот, ќе ме наполнат со енергија, што би рекле, онака, шаржер, да се наполнам со енергија, кои што ми се, тоа и всушност паузата и одморот, кои ви се, тие се моменти само за вас, кои потоа вашиот потенцијал доаѓа до израз, после нив вашиот потенцијал доаѓа до израз, затоа што сте се наполниле со нешто што буквално ви причинувало задоволство, уживање, одмор, релаксација. Тоа е да си посветите време на себе. Значи, што е тоа што ви причинува задоволство? Да, јас сум една од тие, за сите сум тука и имам време, само за мене немам. За да имате време за сите, треба да имате време и за вас. Најчесто, дури и кога мислите дека сте за сите тука, предпоставувам, не знам, ќе ми одговорите, дека иако правите се за сите, сметаат дека не правите можеби доволно или не сте доволно присутни во нивниот живот. Се некако им недостасува што уште би можеле да направите за нив. Дали е тоа така, Ана? Повелете. Ви благодарам. На одговорот сега ми е јасно, ти благодарам, Кате. Значи, најчесто, за да бидеме окей за сите, ние треба да бидеме окей прво за самите нас. Првенствено.
ако знаеме квалитетно да си посветиме време на себе, знаеме и ќе знаеме да посветиме квалитетно време и на другите, и со другите. Па некар се и 5 минути, ама тие 5 минути ќе направиме, например, корисен муабет. Тие 5 минути ќе допреме до некоја срж. Ќе направиме нешто корисно што им е потребно и ќе им биде ефикасно на другите. Што барале од нас. Значи, еве, размислете околу тоа. Ана, повелете, ве чекам. Дали има уште прашања, затоа што за материализацијата и за сето тоа што не обкружува и за времето сами за себе кое што си го посветуваме и дали си го посветуваме, имаме баш многу да зборуваме, а посебно што најважно од се е да сватиме дека треба да си посветиме време, да си посветиме внимание, почит, љубов, првенствено на самите нас. Пред да посегнеме со прстот кон другите, пред да искритикуваме некого, како се однесува кон нас, секогаш вперете го прстот, кога ќе забележите такво нешто, што правам јас во однос на тоа, сама со себе. Тоа го добивам по мојата материјална реалност. Ајде по... Супер, заблудата е фантастична. Ајде повели, Ана, што е тоа? Во што се состои твојата заблуда? Што тие никој пат не го прават за мене. Зошто? Одлично. Што тие не го прават никој пат тоа за мене. Во овој момент што ви кажав? Оно што го вперувате кон другите, само пренасочете го. Колку јас тоа и колку пати јас тоа го правам за мене. Повелиана? Ајде да видиме. Супер. Ова е тоа. Така е, благодариме на тебе, твоите едукации, благодарам на време за мене, а и за другите. Благодарение на мојата едукација. Ти благодарам, Снежка, да. Тоа е тоа. Едукациите си го прават своето, секој еден што доаѓа секогаш си оди со големо искуство. И се разбира, ако применува, ако не применува, нема искуство, така што сето тоа паѓа во вода. Ана, ти благодарам малку. Сега, кога ќе се вратиме на прашањето што тие никој пат не го прават за мене. Зошто? Малку. Дали јас тоа го правам за себе и дали го правам толку многу за себе. Како што го правам за другите и како што го барам од другите. И повели Ана од вечерва колку време ќе си посветуваш на себе и за себе. Ти благодарам, Ирина. Да, точно е се што применуваме и зашто стекнуваме искуства и тоа станува наше секојдневие. Поентата е да повториме. Што значи тоа за една навика која што веќе не ни е корисна, сме ја повторувале кој знае колку пати претходно и станала наша навика, наше верување по кое живееме. Сега за ова ново да стане наша навика, исто така треба да го повторуваме,
многу пати, за да дојде некои вела дури 10.000 пати да го повториме, а тоа може би ќе биде во 20 дена, 50 дена, 30 дена, значи поентата е да бидеме истрени, трпеливи до крај, да не се откажуваме на почта и па као правам еднаш, два пати, три пати, а ништо не се менува. А за да дојде до овој степен, до каде што си колку пати си го повторил истото, да речеме, однесување, истата навика, истата мисла, ако сакате на крајот од денот, сигурно не било еднаш, два пати, три пати и да кажете, тоа не е така и не, тоа се повторувало. И затоа и за ова треба да бидеме истрени и треба да бидеме нели упорни додека го измениме. Добро, ви благодарам, така, ти благодарам и јас на тебе, значи 2 коучинга, супер сме луѓе. Повелете и наредната недела на друга тема, може би ќе имаме и гостин во живо од моите студенти кои што се вклучуваат и не дружат по лайв, така што ќе имаме и некоја интересна тема за која повторно ќе зборуваме и ќе се дружиме заедно. Ви благодарам што вечерва бевте вклучени. Благодарам на вашите прашања, на сето тоа што се случуваше вечерва. Феноменално, една мала промена значи многу, така е Дани. Како кон себе, така и кон другите, секако дека ќе ја забележат. Да, кога ние ја забележуваме, луѓе, секое утро кога ќе се разбудиме, ние гледаме нов лик, имаме нова можност, нов избор, така што немојте, ако тој од вчерашниот ден не ви се допаѓаше, вчерашниот ден како сте го поминале, одредени навики не ви биле добри, не ви биле во согласно со вас, сте морале со сила сте ги правеле. Па луѓе, имате нов избор, денес е нов ден, не морам да бидам во таа навика стара од вчера ми ја носи истата материјална реалност. Ај денес ќе бидам во нова материјална реалност, ќе направам нешто поинаку. Така што поздравете се во текот во утрото кога ќе станете и во текот на денот, само наблюдувајте се што правите и секако ве очекувам и во лајф наредната недела на моите едукации. Сега дури можете и вие да станете коуч, секако ќе добиете одредени сознанија, но претходно ќе поминете низ процес кој се нарекува 5D, каде што ќе работиме со тело, ум, емоции, енергија, соматика, психосоматика, квантна хармонизација и ред други активности кои што се буквално за работа на себе и време за себе. Така што ќе си работиме заедно, ве очекувам, се радувам на секој ваш успех, пишувајте во DM, како сите овие лајвови влијаат на вас. Бидете отворени за да пишувате, на тој начин станувате отворени и за да ви се случуваат нови нешта. А до наредната недела, секако првенствено имајте убава вечер, мирен сон, пријатна, успешна работна недела за која ќе извршите избори самите, што ви исполнуваат, и сакајте се себе, сакајте ги луѓето кои ве сакаат вас, чувајте се себе и чувајте ги луѓето кои ве чуваат вас. Убава вечер.